Абе, и ќутам и ја гледам и она вака ме гледа. Прличко е најголемиот маркетер. Он бил најак инфлуенсер од тоа време. Мислам, пред се мораш да завршиш гимназија. Прва година имав сериозни проблеми у друштво. Најчесто глумецот звучи кога се он да знае. Првиот рефлектор кога ме удри тука веќе сватив дека сум за тоа. Со мојот шарм и со мојата харизма го играм ликот. Најбрзо продадена представа. Ја првиот стендап го имав на Питијадата во Велес, на отворено, пред 3.500 луѓе. Не знам со кој памет е ден денеска, не можам да сватам, веројатно е некоја лудост у глава. Температура да можам да качам сега, да ме однесат, да ми речат нема да настапуваш, одма. И ме најавија излегов, кога видов што се случува таму, си легнав и што лежам и не можам да заспим. И гледам у тоа. Што кажав сега, што направив сега? Сега. Ми текна дека утре имаме и готово, депресија, легнав, викам, дај нека заврши и готово, човече. Имав тоаш Битлси ги слушав многу, имав таква коса залижена. Да. Ни за кочорацин Битлси не ги издав. Филм, театар или стендап? Не. Толку талентирани глумци имаме и ние им ги слушаме гласовите зад турските серии. Најтажното нешто што и си има на Македонија случајно, мислам. Фрли го тој у Париз, без пари, без лична карта, тој ќе се снајде. Ќе му остава денеска сендвич, ќе си копиш. Да. Чури вака од зад да ги излеви. И му викам, не, намерно си Добро, бар ви у Венеција ни у Струга успеавме да си Струга си изгуби. 4 улици им се викаат партизанска. Како можам јас да дешифрирам каде? Од сите овие војти е најприфатлив. Кои се другите, брат? Да ги изгасиме камери, ево ти толку е прегореа и да ми кажеш другите вицови. Здраво, добро дојавте повторно во една епизода на Средношколски реални муабети. Денеска тука како гостин е Стефан Николовски, еден од најпознатите стендап комичари, глумци, инфлуенсери, се можно на јавната сцена во Македонија. Дали сакаш неколку збора да кажеш за сам себе пред да почнем? За сам себе неколку збора, па прво фала ви што ме поканивте. Добро е најдов, чест ми и задоволство. Тешко е да се најавам. Неколку професии имам уедно собрани. И тешко е да се најавам, не знам, се трудам да бидам меѓу тие најпопуларните цело време. Не знам колку ми успева, ама се движиме натаму. Инфлуенсерство, актерство, стендап комеди. Се мораше за набори. Продукција, така што има бај. Ќе си позбориме за тоа. Денеска ќе обработуваме неколку теми, прво за средно, мора да се спомне, бидејќи сепак серијалот се вика Средношколски реални муабети, па за глума како успеваш таму, па на крај мора да имаме една виц битка. Добро. Мора. По твојата емисија мора. Јас само да се спремам, да не излезе некој тука на крај кенсел да завршиме, ама ајде. Нема, не верувам. Мислам дека најпрво за средно морам да те прашам каков ученик беше. Тоа треба да ги прашаш професорите. Добро, твои искуства, како ти се презентираше пред нив, како? Ја, искрено, имаше неколку професори кои што ме разбра и ме сватија зошто бев таков како што бев, инаку бев константно на проби, цело време некако како не бев посветен на тоа што требаше да се учи за на школа. Хемија, например, физика и такви некои работи, знаев до таму дока што ме интересира. Се повеќе од тоа не сакав воопшто да се посветувам и имаа проблеми. Прва година имав сериозни проблеми устедна. Прва па најбитно. Кај што не те знаат нормално. Нов доаѓаш, са ти кажеш дека сакаш да бидеш глумец, се тоа убаво, ама пред се мораш да завршиш гимназија и ти си се запишал таму и мене само паметот ми беше да најдеме некој нов текст за нова представа да направиме, да не биде само една представа за патронатот, туку да се потрудиме 2 или 3 утекот на годината. И прва година дур да сватија професорите што уствари се случува, дека не сум уствари проблематичен средношколец, не сум багабонд, не сум некој кој што го нема ради тоа што сака не знам, да биде негде на друго место и да оди по лош пат и така натаму. Им требаше време да го сватат тоа. Сватија дека кога ме нема, сум или у библиотеката, или сум негде пишувам нешто ново, или спремаме нешто и сум на проба. Нормално, некојаш и лажевме дека сме на проба, или, например, на проба сме до 2, викаме дека сме на проба до 6, например, за да последните 3 часа. Нема да одиш сега, кај сме работеле цел ден таму у библиотеката, после сме завршиле, па ќе пиеме некој кафе и така натаму, знаеа дека лажеме, тоа е факт. Се гледа, денеска дека лажевме,
Ама не бевме никогаш, не бевме злонамерни у тоа што го правевме и тоа они го знаеа. Знаеа дека, да речеме, од сите тие луѓе со кои што ти кажувам дека сум го правил ова, ако бевме 10, екипа така која што глумевме заедно, сега 9, па да, 9 сигурно од нас се веќе дипломирани актери, така што се исплатело и тоа што не немало на другите, и на математика, и на хемија, се исплатело тоа што некако си го градевме сонот, тоа што не интересираше тоаш. Гимназија ни го овозможи тоа со тоа што гимназија секогаш ангажираше професионални актери да ги спремаат тие представи да работат со нас. И покрај патронатите секогаш успевавме да правиме уште една представа која што најчесто одеше на фестивали. Изимавме награди на аматерските фестивали во Кочани, во Требиње. И беше едно, средната школа ми беше едно ненормално дружење, некоја подготовка за ФДУ и само таа прва година беше, ти века, малце климава, глупости нормално правевме, поготово трета година кога бевме на екскурзија. Затоа ако седнам на ти расправни треба подкаст 4 сати сигурно. Не, таа секогаш останава најмногу во меморија. Таму имаше се и се што и мислам се и се што, нели, у границите на нормалата. Не бевме генерација која што да речеме ужасна или која што оди по лош пат. Секогаш беше некои многу фини глупости кои што ден денеска кога да се видиме со тие професори ги разговараме и се смееме, иако у тој момент биле пренервозни. Да. Не знам, не ни дозволувале да се, нели, во втора година на екскурзија не ни дозволуваа, ние машките бевме во едно крило од хотелот, женските беа у друго крило и нас не е досадно, сагаме да се дружиме сите. Да. Па имаше една цела ноќ брканици помеѓу нас и професорите кај што они не бркаа за да не вратат у нашите соби. Такви некои зафрканци и глупости кои што реално беа вреди да се памтат и секогаш си ги спомнуваме и никогаш никој немал проблем со тоа. Вака спомна дека сте имале поддршка и дека друга научат за глумата, дека на проби на се тоа, ама од кој професор мора некој да си ме истакна, тоа ако сакаш кажи го, ако не, си осетил најголема поддршка општо да успееш, да стигнеш до ФДУ и да стигнеш до кај што си ден денес? Кој се плашам најмногу? Да не заборавам некој, ама дефинитивно се двајца кои што онма ми идат на ум. Тоа е Александра, мојата класна, Александра Стојановска, која што нејзе уште од прва година и беше јасно. Јас прво бев во друг клас, па поради тие некои проблеми се префрлив кај неа и она ме разбраше од самиот старт и многу разговаравме насамо и зборувавме за тоа дека без разлика она сакаше да ме натера да барем малку од моето внимание, мојата интелигенција посветам на овие предмети, чисто колку да не се осеќаат професорите како непочитувани од друга страна. Јас се борев да објаснам дека моите оценки, мојата работа за ова училиште и за нив како професори е тоа што на крајот од годината секогаш ќе дојдат на премиера и ќе гледаат представата што нивните ученици ја направиле и ќе земат награда, ќе им ја донесам наградата и така натаму. И она беше првата која што од старт ме разбра што сакам да направам. Нормално другите професори кои што не се у таа сфера, не се во уметноста, тешко име да разберат. На прва топка сигурно сум им личал на некој кој што сака да бега од школа. Да. Ако не го учам тој предмет кој што професорката или професорот го предава, не значи дека дома не читам многу книги. Едноставно им требаше време тоа да го сватат, сватија дека не се работи за лош ученик, него се работи за човек кој што интелигенцијата ја користи на друга сфера, некако настрана од нивната. И вториот професор, дефинитивно, и голем поздрав до него, Бошко Караджов. Ако ми веруваш дека точно не ни знам што предмет имаш он званично, можда е социологија некаква. Ама тој е предметот кој што тој не да ме разбра, значи тој точно од таа сфера доаѓаш, он е фанатик на стрипови. Премногу сака кошарка, ама од еден друг аспект, како тренер и така натаму. Се што е филозофијата и постои у тој човек. Има страшна харизма, многу голем вокабулар. Се што сум научил и многу ми беше интересно дека работи, што ја дома си ги гледав. Што дома ги читав, кога ќе дојдевме кај него на час, тој ќе ни ги пушташе
нели не сме били ни договорени, не сме ни разговарали на тоа, него денеска вика ќе гледаме Монти Пајтон на часов. И он моите соученици пробува да им објасни што значи комедијата, што значи критика во комедија и така натаму, и гледаме Монти Пајтон, па го гледаме Чарли Чаплин. И тоа што јас сум го гледал цело време дома, единствено го гледав пак кај него на неговиот предмет. И не сум судија денеска, сакам на другарите од време на време, викам дека сакам да отидам до кај него, тоа има The Cave му се вика неговата училница, така е малку подземја. И викам денеска сакам да отидам у кейвот, викам на еден час, чисто онака да видам што сега се случи и така натаму. Затоа што човекот е стварно надпросечна интелигенција и едноставно не знам, комплетно ме разбра што сакам да направам. Немаше проблем дали ќе ме има или ќе ме нема, само на неговиот час ни еднаш не отсуствував. Баш заради тоа што он никогаш немаше проблем дали ќе ме има или ќе ме нема, затоа што знаеше дека точно покрај неговата кейв, покрај неговата пештера беше библиотеката и знаеше дека или сум таму или сум тука, така што не му беше никогаш проблем и имаше на многу интересна работа ако задоцниш кај него на час. Ни ја каже уште на самиот старт, вика јас многу вика се нервирам кога некој доцни и вика кога ќе влезете јас ќе бидам нервозен. Ама кога ќе ве прашам зошто доцните, ако ми одговорите професоре за едукација и образование никогаш не е доцна, одма вика ми го топите срцето и вика ќе ве пуштам без никаков проблем. И тоа ни беше договор уз речица, ако за доцниме стасувам и он нервозен. Зошто доцните ни му вика никогаш не е доцна за образование. Вика не можам, ајде седнете. Да. Многу интересен професор и го поздравувам во овој момент, сигурно има удел и во мојот пат и во се што јас правам, дел од неговата едукација која што ми ја пренесе. Вака класот мора нешто да си ме истакнато, дали имаше поддршка, како беше дружбата? Имам мојата девојка, сме заедно од прва година, учевме заедно во истиот клас. Ето, она ми е најголема поддршка, да речеме. Со дел од нив сум денес во екипа, како си го банда. Да. Најдобар другар. Друштво е ве да, во друштво, најдобар другар сум со дел од нив кој што учев заедно. Ми се допаѓа што бевме еден клас кој што некако сите генерално си го следеа сонот и сега моментално сите се тоа што сме си зборувале дека ќе бидат. И тоа ми е многу интересно. И некои од нив има локални приватни бизниси од нивните, не само што ги продолжија, ги проширија, си отворија нивни ствари. Некои од нив што знаевме дека им одат компјутери, сега се програмери, така што уметниците си се уметници и некако сум многу среќен кога ќе се вратам назад и кога ќе видам тој клас, дека дефинитивно 90% од сите нас си го остваривме тој сон, тоа што си правевме муавет, јас сакам кога ќе пораснам да бидам, стварно сите биднаа тоа. Супер. Искрено те прашам, најсмешни моменти онака што кога некој ќе те праша средно директ ти оди таа меморија во глава или повеќе ако имаш некакви моменти. Има една ситуација. Ете на таа меретна екскурзија имавме еден другар што ни беше во екипата од класот. И се нормално не знам колку пари имавме сите со нас од тоа време. Не знам, некој да носевме некои 200 евра максимум во нас за целата екскурзија. И неколку дена бевме, не знам каде бевме прво, Будимпешта, па Виена и така натаму. И се трошат, нели, парите и сега он има во него уште некои 100 евра, да речеме, до крајот на целата екскурзија. И бевме во Будимпешта на некоја шетња, требаше да не носат. Ја и другар ми бевме многу уморни и му рековме и него, ајбе седи у автобус, сега што ќе се качуеме до горе пешки. Многу било далеку. Не, вика, ја ќе одам, сакам да видам, да се сликам. Добро, терај, ние си останавме во автобусот и се враќаат овие сите ко попарени еден по еден. Што се дешава? Абе, вика, овој, вика, ги изгуби парите. Викам, како ви ги изгуби парите? И сега ја помислив дека му паднале негде, ги изгубил, немам појма. И еве он се враќа блед крпа и му викам што направи? И таму горе имало да ние со кибритчиња со топчиња. Каде е топчето? И братот ми вика, абе колку вика, замисли колку треба вика да си сигурен дека десно е топчево, вика за да оставиш 100 евра. Викам, не си нормален, што братот отишол, се тие се таму преваранти собрани се секојаш банда и демек вадат пари тие сите, он се залажал. Давање 100 евра, десно е топчето лево, нормално.
губење 100 евра и сега он до крај ние не знамуше колку дена имаме, ама имаме уште многу за шетање, Италија требаше да шетаме. Нема веќе пари, ама тоа беше лудница и од тога собиравме цела генерација пари, што е нормално, нели, за да коцкаром да го правиме. И му викам, бар да влезеш у некој казино, викам, да се напиеше нешто, па викам да пушиш една цигара, па да изгубиш тоа, викам. Како може горе на некој кале у Будимпешта да го бараш топчето, чек. И така, таа екскурзија ми се вика, каде е топчето, значи, само тоа го вртевме. После у Италија, кога бевме на брод, па со другар ми отидовме на капетанот, му рековме да ни го даде микрофонот 5 секунди, ни го даде па му пеевме, тука има, тука нема, каде е топчето? Мораше, не можеме, го јадевме до 4-та година, со тоа до последно и ден денеска, кога имавме 5 години матура, кога се собравме, топчето го правевме муабетот, не ни се веруе што се деси. И имаше уште една ситуација, кај што, таа е многу зафркната, кај што ја и другар ми, ден денеска сме најдобри другари, Чедомир, ја и Чедомир, бевме во 104 соба во Прага и го хакнавме тоа аларм, што го гледаш горе што е за пушење цигари. Тоа ние му ставивме чорап. И ја му викам на Чедо, ќе запалам, па викам, ако прсне, викам, ќе не бркаат и тоа е. И го ставивме еден, уште еден чорап, запалив ја еден цигар, не реагира ништо. Како не реагираше топа, лошо беше, хотелот немаше тераса, џамот не му се отвараше, еден голем џам, нешто беше расипан. И за да пушиме, требаше да се симнуеме доле да излегуваме од хотелот. Ако излезеш ти од хотелот, па тоа не можеш да се вратиш. Тоа беше многу и после професорите почнаа да не пуштаат да излегуваме, пошто ако се затвори вратата не можат да не вратат и нема хај да пушиме цигари. Ставање 2 чорапи, палење цигарот, гледам дека не пишти, како не пишти. За 3 секунди дознаат цела генерација дека у собата на Стево и Чедо се пуши. Оваа соба стана пушална, 104 стана, значи кој како иде, имаше луѓе кои што нели се знаеш од генерацијата, ама не си нешто посебно близок. Тропа на вратата, добро вечер, што правите, ништо не се. Па топ, дај вика на цигар само да пушам, вика и ќе бегам ја. И стана пушална, имам една слика кај што беше тоа цело замаглено и не се гледаше прст предок. И од толку многу што се пушеше во собата, излегол дим и му реагирал на рецепционеров овој надворешниот, што е уходникот. Аларм. И он се качува на спратот и сеќа од која соба е. И ни тропа на вратата, почнува да вика, и ја му викам на Чедо, готово, толку е. Пробуваме џамов да го отвориме, не бива. Ги тргаме овие од алармот и ја отварам вратата. Добро вечер. Вика, дечки сте пушеле у собата, ми јави вика алармот, му викам кој аларм ти јави, извини? Па вика јави овој од ходникот. Па не, викам од кај нас, а то чури вака од задни излег. И му викам не. Као сцена од филмот кој искача некаде. Да. Викам дечко грешка си, викам ти нешто, викам не, викам како ти сега од ходников ти дало, наша соба ја кривиш, оди викам по другите. Вика, не ме интересира, ки имате 400 евра казна, ние вака се погледаме 400 евра, сега за овој собиравме 200 евра, собереме, замисли са 400 треба, ја и Чедо да ги платиме, шанси нема како. Ако се јавам дома да речам, ја ми треба 200 евра сега за Чедо да даеме да платиме собата, што пушевме унатре, татко ми ги ми рече, окей, снајди се, има у Прага... Пери са добија. Да, има у Прага кај да работи. Да. И излегов надвор, и тоа беше 30 минути, онака си ја пуштив, како си, и шарм, и аура, и харизма, се вака, се на 10-ка пуштив, и 30 минути го убедуев, при тоа у тој момент англискиот него многу лош, нешто ме пофаќа, нешто не ме пофаќа. Ти видно жеската шиска вака насмеја го гледаш вака. Насмејам, ама некако цело време го убедуев дека види, 17 години имам, сигурно си имал 17, сигурно си правил вакви работи, никогаш викам нема ме видиш више у животот. Шо тебе му викам сега ти треба да ме казниш мене 400 евра да ние имаме проблеми. Му викам се насмеавме, смешно беше, ќе ти кажам, еве ти слика, му викам како го изигравме алармот. Ама вика ја морам, вика мене ми јави, ја морам да казнам. Брат, му викам сега ако не можеш да казниш, пошто утре ќе ти кажам ја, таму нема јавено од нашиот аларм. Значи му викам немаш основа да ме казниш мене. Можеш да не казниш сите што сме на овој спрат, пошто на спратот. Се зачуди малку, а класната стои до мене. Класната не знае баш англиски, не разбира ја дека сега полека го напаѓам малку и она само му вика please. Абе викам класна чути сега, викам ја него не молам сега, значи кога ќе го молиме после викам ќе молиме заедно. И човекот на крај ми рече добро, вика ти си не си нормален, вика
окей, вика ќе ве казнам, може ли мислам дека 40 или 20 евра, така нешто, као за некое нарушување на ред и мир вечерта. И му викам, окей, пиши ги тие, нека ќе си доплатиме. Болje 20 колку 400 чекање сега. И отидовме, после нормално сите што пуше, ајде, викам, ти 2 евра, ти 2 евра, ти 2 евра, ги собравме парите, му ги даваме да чека. Така што тие се некои две ситуации што секогаш ги раскажуваме и се изгубивме у Венеција, ама таа не е толку интересно. Мислам, намерно се Добро, изгубив. бар вие у Венеција не уструга успеавме да се Струга се изгуби. Уструга успеав да се изгубим. Како бе уструга бе се изгуби? На Кезеро оди само нема што. Па не, 4 пати го поменав Дрим и ја уште не можев да сватам кај сме. Па од Дрим, таа ти е точката, тука се добро, ние Ама јас бев крива, имав упалено навигацијата за кола и јас возев. Па добро. И јас со навигација. 4 улици им се викаат партизанска. Како можам јас да дешифрирам каде? Партизанска, каде да вртам? Објасни ми. Па кратав од едно паркче, па стигнав, па кружев и пак не стигнав. На крај класната ни кажа на кафе, ајде, шибајте, доста ви беше. Не, нас ни рекоа Божана, поздрав до Божана од Мартин Травел. Нас ни кажа Божана, само што си имнав, ме вика, слушайте, дечки, Венеција е многу едноставна, сек да имате знак, вика до площад. Само глуп човек може да се изгуби во Венеција. Ова се незините зборови. Само глуп човек може да се изгуби во Венеција. И ја и другар Милијан, и Чело, и викам, се губиме. Газ. Право, десно, десно, лево. Право, десно, десно, лево. Право, десно, десно, лево. И у момент ни знак, ни площад, двор еден една италјанка ни се дереше, шо бараме тука у дворот. Вака беше, буквално е 20 вративме, не чекаа некои 40 минути, Божана не гледа вака, шо направивте? Се изгубивме, и викам, не можеш да се изгубиш. Да ти покажам ја што е губење у Венеција, да видиш ти. Така што тие се некои моменти од средното. Ако треба своето искуство во средно да го опишеш со еден виц, кој би бил тоа? Не знам. Искрено, чекай, тие што ги имам, некој кажам. Цело искуство со еден виц. Да. Можеш и по години, ако сакаш прва година виц, втора година виц, 2, трета година топчето. Нема шанси, да. И четврта година завршува. Нема шанси. Не ми текнува искрено, не знам. Ајде ти оставам да ти текна. Да, целото средно ми е виц. Не можам да го виц срочам. Средно. Да. Не можам да го срочам. Веројатно некој многу глупав виц што не очекуваш дека така ќе заврши. Така би го опишал, не знам. Ама ако ми текне ќе кажам до крајот. Добро, вака те прашам, спомна за глума, дека цело време те знаеле професорите сето од кога ја наоѓаш љубовта за глума, баш онака си, да, во ова се пронаоѓам, во ниеден друг предмет. Па многу бев мал. Мислам, многу предсредно. На некои 6-7 години. Кај што уште не, можеби не одлучувам јас дека ќе бидам актер, него на 6 години почнувам да покажувам интереси кон филмови, кон книги, да почнувам да гледам филмови па да ги имитирам, па да станувам фамилиарна сензација со тоа на сите собиранки и некаде за Балаче кога бев, тоа е пред прво одделение, тоа не знам, 6 години бев веројатно. Таму почнав да ги имитирам К15, па таму првата наставничка ме примети, ме носеше да ги имитирам по таму кај професорите да се смеат сите. И веќе на 9 години ја имам првата, на 8-9 години имам првата представа во Стоби на Антички театар и првиот рефлектор кога ме удри, првиот момент кога го осетив со публиката, тука веќе сватив дека сум за тоа и дека едноставно многу подобро, многу поинаку живеам кога сум на сцената. И веќе тука ти е јасно дека тоа е професија, за разлика од претходно на тие некои 5-6 години, кои што не знаеш дека тоа е професија. Тебе ти е убаво да луѓето се смеат околу тебе, да те снимаат и така натаму, ама не знаеш дека за тоа има факултет. Да. И веќе на 8 години знаев што е ФДУ, знаев како се оди таму, што треба да бидам ја и како треба да се спремам. И некако никогаш не беше тоа кажано како задача, сега ќе седнам, ќе се спремам за ФДУ. Да. Не беше така, него сега и ден се така, си одам дома и почнувам да се опуштам, читам некои работи, пак поврзани со професија. Без разлика што денеска цел ден сум имал работа со тоа,
За да се опуштам, пак сум во некаква уметност, пак нешто, дали ќе биде за музика, дали ќе биде за филм, дали ќе биде за некаков кадар што некој го направил режисер, дали ќе биде за некоја представа или така натаму, пак сум тука и сите работи плюс додатно кои што ме интересираат, некако е многу интересно дека глумец е добро се да го интересира, пошто не знаеш каква улога ќе имаш и не знаеш што ќе треба да истражуваш утре. И убаво е кога глумец, затоа ние малку звучиме кога сега у друштво, најчесто глумецот звучи кога се он да знае. Ти најпаметен си. Да. Ама тој изгледаме така ради тоа што од се помалце сме фатиле, значи не знам јас многу за ништо, ама за се помалце знам. Од прилика за, не знам, нормално, квантна физика, не знам. Ама генерално за муабети машки кои што ги правиме у друштво, генерално од се помалце сигурно некојаш нешто имаме читнато, си играл некоја улога мајстор, па си морал од прилика да знаеш кај стои карбуратор, што е, не знам, термостат и така натаму. И си ги читал, си ги знаел тие работи. Не знаеш да попреш кола, тоа е факт. Значи ти глумиш дека знаеш. Ама знаеш помалце. И така што некако само се те поврзува и да не го работев тоа, цело време кој си отидев дома, без да знам дека тоа е спремање за ФДУ, читав книги, гледав многу филмови и веќе тикам, на 9-10 години веќе бев сигурен дека ќе одам на ФДУ и тоа точно го знаев патот како ќе оди со првично, нели, основното, кај што играв по патронати. Настрана од патронатите имавме со Весна Димитровска како школа за глума, кај што она бираше со кого сака да работи, та не зимаше чланарина, не беше такво студио класично, меѓутоа работеше цело време со деца и таму можам да се пофалам дека веќе од 20 деца кои што бевме, сите сме дипломирани актери, кои што она ги одбра уште на многу мали нозе. И работевме и проекти со Словенија, па таму одевме, игравме во Босна. И некако се сведуваше на таа гимназија после, да се направи еден апгрейд, кај што со Слободанка Чичевска почнавме да работиме представи за гимназијата, па се зимаа награди и дојде постоа ФДУ. Веќе, кај што јас кога требаше да се спремам за ФДУ, веќе речи си бев спремен, само требаше да одберам некој монолог и да отидам. Кој вака лик во представа ти представувал најголем, како да кажам, предизвик? Што сум го играл? Да, дефинитивно. Ричард Трети на факултет го играв и ден денеска ми е и сакам да може би не сега, меѓутоа за некои 4, 5, 6 години од сега, да речеме кој ќе имам 30, 31, 2, ќе бидам така по најубавите зрели актерски години и би сакал да го изиграм Ричард Трети, дефинитивно најголем предизвик за тоа што Ричард Трети не може да се мислам, моето мислење е дека тој не може да се изгради усмислена да научиш да го играш или да го составиш. Многу тешко. Ричард Трети треба да го игра актер кој што цело време е актер на шарм, актер кој што игра на харизма и тие актери најчесто ги знаете сите, затоа што се едни од најпопуларните секогаш. Актерите кои што имаат некоја посебна харизма, кои што работат на имидж, многу често се случува тие актери во различни улоги да се многу слични. No. Ама тоа е затоа што нивната аура и нивниот имидж и нивната харизма е многу посилна од било кој лик да го играат. И нивното име и презиме, бидејќи се секогаш нормално публиката првично те гледа тебе, па после тоа влегува во приказната и гледа кој лик го играш. Така што мислам дека Ричард Трети може таков актер да го игра. Јас спаѓам во таа група на актери која што не сум актер на креација, кај што не знам јас креирам за ликовите, меѓутоа не ми треба многу време, не ми треба многу работи да му уклучувам на ликот, едноставно само ги прилепувам неговите карактеристики на мене и со мојот шарм и со мојата харизма го играм ликот. И затоа ми е предизвик, затоа што мислам дека можам добро да го изнесам, на академија го изнесов добро, Ричард Трети, затоа што тоа е еден негативец за кој што цела представа од 2,5 сати публиката треба да навива за него. Треба да ја натераш публиката да она навива за тебе, да бидеш толку шармантен, да бидеш толку смешен, иако е Шекспир, иако е трагедија,
треба да им бидеш толку многу интересен на публиката да они у еден момент се фатат сами себе како е можно да им е криво што на крај Ричард умира, како е можно да навиваа за него, која низ цела представа гледаат шо он прави и колку подли работи прави за да стигне он до тронот и да ја покори другата фамилија кралска и така натаму. Така што мислам дека е голем предизвик. Се надевам дека некој режисер ќе ми даде шанса тоа да го направам. Вака, представа кој од срце имаш онака најмногу посветено, најмногу си ја сакала и за секогаш ќе ти има некакво значење и тежина. Да, сите ти се еднакви, сите ги имаш право на срце, ама кој онака некој што ти му оставено, некој посебно значење. Паника, сигурно, тоа е првата представа после академија со Филип. Филип ми е сценски брат, од деца сме заедно и глумиме и си завршивме факултет и конечно направивме заедно представа во Велешкиот театар. Тоа беше еден процес, дуодрама е представата, двајцата сме ние, Александар Ивановски е режисер, буквално како песна беше процесот, по саат, два имавме проба максимум, се разбиравме одма и таа представа некако ми е најмногу во срцето и Антитело со мојата класа на ФДУ, направивме во трета година, затоа што не фати короната, направивме документарен театар. Тоа е театар на ивицата помеѓу театар и реалност. Тоа е театар каде што бираме приказни, некои се наши лични, некои се земени од интернет, ама ги раскажуваме како да се наши. И секоја представа на документарен театар почнува или завршува со представување и таму немаме ликови. Таму излегувам јас и викам добар ден, моето име е Стефан Николовски. И сите се представуваме кои сме и што сме и почнуваме да си раскажуваме приказни што нас ни се случило и беше поврзана со короната и беше таков еден емотивен ролер костер. Буквално луѓето плачеа и се смеа во исто време. После секоја изведба и професори, и декани, и обична публика која што доаѓаше од страна на, нели, не што не е од ФДУ, сите се тресеа и доаѓаа само да не гушнат, да не допрат, за некако се споија со нас, чувствуваа емпатија, се поврзаа, им беше жал за некој од нас, слушнаа некои наши трауми и така натаму. Многу тешко за играње, поготово за приказните кои што навистина се наши, навистина се реални. Да. Многу тешко да си ја преживееш траумата одново, да ја прикажеш пред луѓето. Да. И да се отвориш. Да, јас таков како што ме дал Господ, едноставно во текот на целата представа бев таа некоја свежина, морав да ја освежувам публиката од време на време, ради тоа што беше стварно тешка меланхолија ако оставевме само така. И имаше многу различни шеги и така натаму за малку да ја освежуваме, да. И затоа имаше многу и смеа. Ама дефинитивно нешто кое што ќе остане не само кај нас, него тие што го гледаа и сега што ме слушаат у моментов. Бевме дури и во Прага, гостувавме, не гледаа македонци што таму живеат, денеска ми пишуваат, имав една сцена со кикирики, како и да е по-скопски, не знам, ние кикиритки ги викаме. Имав една таква сцена и денеска знаат да ми пишат, ја играте ли таа представа, сакам па да ја гледам таа со кикиритките. И знам дека сите што ја гледаа представата, не знам, многу изведби имавме, сите што ја гледаа представата, знаат за што зборувам и им остана некако како нешто што ги сјебало тој момент. Извинете на францускиот, можда да го бипнете. Да, едноставно ги пореметило во мозокот дека го гледаат и сакам да ја изиграм пак, ама мислам дека никогаш тоа више нема да се случи, затоа што дел од колегите има и тешко да играат и не сакаат. Мене не ми е толку проблем, ама некои споделија сериозни трауми и ги разбирам зашто не сакаат повеќе да играат. Не е лесно да си оставиш парче од душата пред публиката. Ние тоа го правиме најчесто, ама со лик, со параван, играме друг лик, не сме тоа ние. Кога ќе бидеш лично ти, има изрека, се вика ала кари на кебаски, значи да те видам ја ти, како можеш да го истрпиш тој притисок и да видам дали ти ќе можеш да се соголиш пред оваа публика буквално лично како со твојот идентитет. Тешко е и ги разбирам зашто не сакаат, затоа мислам дека никогаш веќе нема да се игра. Среќа имаме снимено. Дефинитивно е многу поразлично, пошто вадиш дел од себе си, чекај малце, сега слушај, ова и ова, мислим, случај е многу поразлично, биејќи
па како што кажа, ти се сокриваш на други представи, ако се пронаоѓаш во некој лик, ти си некој друг. Апсолутно. А вака кажеш име, презиме и некој дел од тебе што е толку ранлив, толку многу поразлично од било што претходно, и освен тоа што има тежина на публиката, веќе кога некој ти се отвори, ти имаш тежина, ама друго е за тој што се отвари, тој што ти го кажува се, тој едно е во секојдневието со твој близок пријател, а вака се отвараш на огромна публика, на многу голем број на луѓе кои што не знаеш ништо ќе биде мислењето после тоа отварање. При тоа и требаше не е само да ја раскажеш, него ние раскажувајќи, еден е наратор и раскажувајќи ја ние ја игравме. Така што беше уште поболно за тоа што требаше да изиграме работи кои што нас стварно ни се случили. Имаше многу од нив преземени од интернет, кај што мораш исто да ги раскажуваш како да се твоја, ама тоа е полесно. Затоа што пак е некаков лик. Да, пак се криеш позади знаеш нешто, дека не е твоја. Да. Ама имаше некои приказни за некои наши колеги кои што беа вистински и кои што моравме некои од нас да играме некои личности кои што повеќе не се во нивниот живот и беше и додека се спремаше беше многу тешко да се. Знаеш, но ако работиме комедија, па не можеме да ја пресмееме, ваму не можевме да преплачеме. И во еден момент професорката дори се изнервира и рече, колеги, ако вие плачете, не знам што очекувате публиката да прави. Значи, марш да не ве гледам, соберете се, ама глумци сакате да бидете. Значи, разбирам и трагедија, и разбирам и траума и се, меѓутоа морате да се научите дека вас ова е професија. Не секогаш ќе ти се смее, не секогаш ќе ти се плаче, и еве тоа се форсираш и мораш да издржиш, така што да, многу зафркнато. А слично е нешто и со стендапот, само тоа е комедија. Исто немаш параван, немаш лик, немаш зад кого да се скриеш. Излегувам јас како Стефан, вие сте платиле карта да ве насмеам, што правиме ако не ве насмеам? Секогаш е тој страф. Што правиме ако јас сгрешам? Директно сум тоа јас. Во представа не знаеш дали е така или не знаеш за ликот, не знаеш, јас треба ти представам. Овде сум јас. И тука си само ти и ти пред публиката, да. Така што тесно се поврзани, само едно е трагикомично, другото е комично. Најбрзо продадена представа. Најбрзо продадена? Да. Тестостерон? Нема, тоа е тестостерон, Арно не ми степа. Значи, таа беше во 10 требаше да отвори билетарата, се собра премногу гужва, тој што знаат во Велес каде е театарот, имаше гужва до доле до ресторанот и ја отворија порано во 9:30 за да не се ствара километар. И тие првите што биле таму за не знам за колку бил редот. Да речеме 10, колку поминале таму 30 луѓе, сите нормално ќе купат по 5 по 10 карти и хајде да речеме за некои 20 минути се продаде представата. И овие следните што чекаат таму до доле, кои ќе дојдат на ред, тестостерон, он седи на жешко да цена тестостерон. Нема дечко, и тоа е, и така што многу ми се налутија, многу ми пишува, ама не знам тоа како да. Немаш да го прошириш са театаров уште овие тука стаеш, да. Тоа што е, луѓето мислат дека картите секогаш ги даваме на наши луѓе, не ми е јасно тоа. Ја, например, имам кажано на сите мои блиски више да не ми пишуваат за карти. Ни родни, ни пријатели, затоа што 5 карти ќе резервирам, па Славиша е угужва, па таму ќе забореи, па ќе и купат умеѓу време, па ќе се степаат на билетарата и ќе дојдат моите луѓе, 5 карти нема. И викам, луѓе, значи од сега се објавили, оди кој човек, купи си карта, оти џабе ти ми се јавуваш мене, која таму е тотален хаос. И убаво е да е така, се тешко е да се хендла. Тешко е да им објасниш на луѓето дека немаме ние полза да ги даеме картите гратис. Мислам, театарот треба да живее од парите од картите, така што врски се фаќаат, прекурет да купи, ама тоа е џабе едноставно. Пак ќе снема карти, пак на следна ќе немаш карта, да. И супер е да нема, супер е да е театарот полн. Треба само да се стрпиме. Еве сега веќе ќе имаме онлайн тикетинг, ќе може да се објават представи во наредните 6 месеци, ќе можеш да си купиш за мај, например, и ќе си ставиш ремайндер, ќе знаеш дека си тоаш на театар и тоа и ќе функционира многу полесно. Колку пати имаш вака играно, вака се пофалиш? Не знам.
Треба да проверам, има еден файл што го водиме, како CV некое, ама мислам дека ако соберам тотал се, да речеме, од сите аматерски представи што сум ги играл, кои што не биле тоа никогаш приредби за во театар, него мислам за на школа, него биле сериозни продукции со актери што не спремале и зимале награди. Мислам дека ако не ги рачунам овие студентските представи, еве тие да не ги рачунаме, се што било као професионално, кај што сум застанал на сцена и сум бил на фестивал, околу 40 премиери сигурно. 40 премиери, а изведби, кој знае, не знам. Секоја представа да се изиграла по 10 пати се... Доволно пати. Многу доволно пати. Да. Некоја плюс, некоја минус, доволно пати имаш изиграно. Да. А вака спомнуваш представи средно се, поддршката од твоите родители вака цело време е постојана? Да, секогаш. Секогаш, иако не знам, татко ми например бил класик во Југославија, секогаш ми викал дека ја ќе направам глупости, неговото секогаш беше ништо од тебе нема да биде, нели нормално. Што и тоа ми било мотивација на некој начин да му докажам ја него. Да. И меѓутоа секогаш знаја јасно им беше што сакам да правам. Многу сакаа да ме советуваат, многу беа навлезени во тоа што правам и до пред скоро имав проблем со тоа, пошто сега веќе сум влезен во некој свет кај што дефинитивно они никогаш не биле во овој свет, не биле во актерството, не биле во уметноста и не доаѓаат. Многу поразлична перспектива е твојата. Апсолутно, да. И не можат, не знам, се од кој отвора в продукцијата моја. Мајка ми може да ми каже како се отвара фирма, пошто ја сум ептен па за тие работи појма, не? Она имале фирми во животот, имале дуќани и така натаму, отварале фирми, може да ми каже до некаде како тоа се прави. Од тука натаму мојата шифра на дејност е филмска продукција. Натаму нема појма веќе ништо. И завршуваме тука и некако ти викам до пред некој време имав проблем со тоа да они се нервираат за моите проблеми. А мене некако со тоа што нели во секој дневие си со такви ствари ти се стануваш и подебело кожен малце, имаш некој штип. На некој начин имун стануваш на се. Да, стануваш имун, а он е надвор од тоа и само ги слуша проблемите. А не може да биде имун на тоа. Него го погодуваат директно и мајка ми, и татко ми, и сестра ми и имав сериозен проблем и на крај почнав да не им кажувам. Како е ова, му добро ли оди, супер. Има ли некој проблем? Нема. И многу и не се ни врткам таму, не ме ни гледаат и цело време сум во продукција и немаат појма дали имам проблем или не. И така што ги гледам да ги заштитувам за тоа што стварно немаат нервен систем за тоа, едноставно. Да, ама и плюс ти имаш друго ги сваќаш работите, бијќи сепак ти секој ден 24/7 цело време го правиш тоа, а оние са ти еднаш ќе кажам, неделно ќе седнеш со нив ќе се видиш или два пати небитни и ти они ќе те прашаат како ти ќе им ги кажеш сите проблеми од таа недела и на крај на нив тоа им доаѓа нова, ти више си ги решил тие 5 проблеми таму што ти биле, ама да, види, дефинитивно. Кога Господ ти дал, не знам, некаков вид на оружје, како кажеме оружјето како талент, да кажеме. Ако ти дал некаков вид на оружје за некој одреден терен кај што ти пливаш добро и го имаш оружјето, не може да те остави без штит. Сите ние луѓе кои што имаме, да речеме, некаков талент или дарба некаква за сцена, за било што, за јавен живот, најчесто имаме и некаков шилд кој што си го носиме со нас. Во прв момент не знаеш зашо ти е, кога си дете и кога си мал, не ги сваќаш тие работи, зошто реагираш ти така, зошто е тоа, меѓутоа во одреден период од животот ти затребува тоа и кога ќе го употребиш си викаш, аха, ова за тоа било цело време со мене. Затоа мојот нервен систем реагира овака, поразлично од другите, така што не верувам дека не може да те остави тој талент и тој како си вика, допир од Господ не може да те остави без да се заштитиш во одреден момент. А они го немаат тоа. Да. И многу е тешко кога ќе се случнат само проблемите, а ги има многу. И мајка ми ја погодуват многу и затоа ви више не кажувам. Мислам, тамане, се е супер, нема врска. Се е супер, мамо, уживај, да. Одлично. Ти што ќе правиш денеска? А денеска цел ден ќе ме нема, тамане. Да, супер, уживај, да. Да, баш. Ама поддршката сум ја имал секогаш.
Тоа е дефинитивно најбитно за да успееш. Да. Мислам, види, зависи од карактер. Не, дефинитивно е до карактера, ама сепак на крај на денот ти треба некој што ќе ти каже браво. Да. Дефинитивно тука морам да те прашам, биејќи стендап, сите та знаат по стендап и се тоа. Дали се сеќаш на првиот пат кога излагаш на сцена за првиот твој стендап и си чекај малце реално е. Застани, немам сценарио, немам ништо, немам онака, не сум спремен, што сега правам? Се сеќавам и тоа беше најлудото и најлошото нешто што можев да го направам во животот, затоа што сите стендап комичари тргнуваат првично во некој гостување на некој друг стендап комичар кај што ќе се джемаат, има повеќе стендап комичари па ќе се појават по 10 минути и најчесто тоа е многу приватно во мали клубчиња со 100 луѓе, 50, 80 и така натаму, додека ти не осетиш и не го сватиш тој момент како функционира. Ја првиот стендап го имав на отворено, тоа е најлошото нешто што можеш да го направиш, пошто на отворено кога си на некаков плоштад или слично гласот бега, шегата може некој да не ја слушне и така натаму. Среќа тој проблем го немав, не знам како, е добро беше озвучењето. Ја првиот стендап го имав на Питијадата во Велес, на отворено пред 3.500 луѓе. Значи тоа беше, ја не знам со кој памет е денеска не можам да сватам, веројатно е некоја лудост у главата кај што мене ми викаат сакаш ја правиш стендап. Ја викам сакам, отјавев и се уште сум водител на Питијадата, ама не правев, тогаш бев прва година водител. И едно е да си модератор, излегуваш, најавуваш и така натаму, друго е да имаш саат време стендап. Ја викам ќе правам бе. Адреналиното. Да. Дефинитивно адреналиното. адреналинот. Застанав позади сцената пред да ме најават. Ја поголем стрес у животот немам доживеано. Значи тоа не да не ми се одеше нагоре. Не да, сега викам, сега ако може да качам... Вака с полоко ја гледаш сцената, да. Температура да можам да качам сега, да ме однесат, да ми речат нема да настапуваш, одма, инфузија нека ми стават и болен, нека речат дека сум болен. Се буташ по скалите надолу. Да, и ме најавија, излегов, кога видов што се случува таму, мислам, што тоа беше цела таа раскрсница кај што е Питијадата, бака рој луѓе. Са, моја лична проценка е 3.500, може да биле и 5, не можам да проценам, ама над 3.000 се сигурно. Еден има од мене што е на 600 метри има луѓе. И ја излемам стендап да правам. Толку супер помина, ама кога се симнав, кога се смирувам цел, кога е смирување нема шанси, тоа е тежок адреналин, почна крв од носот да ми тече од пукање капилари и така натаму. Си само им реков на моите екси, дома, вие останете што знаете. Вие мислете моја, чекај маца кратко да се дома, вратам. се раскомотив, си легнав и шо, лежам и овака и не можам да заспијам. И гледам у таванот само. Нема тој адреналин, едноставно. Ти се враќа зборовите, шегето онака беше, седеш, добро ли да. беше. И после тоа полека, се некако контра почнав ја. И од најголемово почнавме, следно ми беше за хуманитарен што организира во Велес во Глориус, во таа сала и таму имаше околу 1500 луѓе, бевме ја, Атана Стино и Сашко Коцев. И тука се запознавам со Атана Ситино и ние вика настапуваме цело време у Бистро Комедија, настапуваме у Public Room, сакаш и да идеш со нас, прво ќе стартнеш со opening act со 15 минути, па после тоа нели ќе си накачуваш како ќе пишуваш поише материјал, викам нема проблем и тука стартна нашата приказна, кај што ја од opening act со 15 минути веќе почнав да гостувам директно како гостин во нивните стендапи со, да речеме, со друг човек што ќе биде opening act, со некој помлад или така натаму. И тука почнуваме со Бистро Комедија, веќе генерално настани кај што тројцата настапуваме. Public Room тој го преполнивме 120 пати, он има некои 100 седишта. И таму беше хаварија за карти исто. Тука веќе ја настапувам со, да речеме, 40 минути веќе материјал. Посериозно веќе, нешто... Ја го имав материјал од Питијадата што ми беше напишан саат време, меѓутоа додека се навикнам со нив и нова публика и така натаму, ми требаше тој пат вистински, што нормални комичари го минат. А јас Чега маца бомба и после тоа полека од почеток. И затоа и го направивме тој момент да речеме некои 3-4 месеци ја настапував 15 минути. Ги осетив луѓето, осетив што е добро, што не и веќе почнав да настапувам фул, нели, стендап
И после се раѓа идејата за Јане Сандански и натаму више историја. Натаму више окей. Да. Таму можеме од почеток као Таму што требаш. Да. Дали некогаш си се вратил дома после стендап и си бил што кажав сега, што направив сега, Сега. Првиот стендап кој беше у Јане, дома кога си отидов, нит знаев што се деси. Нит знаев кај бевме. Они останаа таму на коктел горе во хотелот во Јане Сандански. Ја им реков, јас сакам доам да спијам, си отидов да спијам. Шо ќе спиеш утре, па имаме втор. Нит ми се спие, ни ништо. Не, буквално не знаев кај се наоѓам. Некако ако тоа беше првиот стендап во спортска арена, ја излегов прв. Скроз прв. Значи, они двајца се толку многу поискусни од мене, а ми, како логичен след на настаните, секојаш ја бев, нели, опенинг актот, човекот што го крши мразот, и са едно е да го скршиш у Public Room, друго е да го скршиш у Јане Сандански, кај што никогаш никој со стендап не излегол. Да. И јас сум у тој момент, значи, сорушен, ја пред да излезам, не знаев кај се наоѓам. Заврши, ми падна камен од срцето, многу ми беше убаво, си отидов дома, ми текна дека утре имаме па и готово, па депресија, легнав, викам, дај нека заврши и готово, човече. И многу е јако дека се плашиш пред да излезеш, од кој ќе излезеш ти удира адреналинот, ќе осеќаш луѓето, почнеш да збориш, во еден момент се погубуваш, ама тука си, мора да си у концентрација и кога ќе заврши стендапот, кога се симнуеш од скалите, кога ти аплаудираат, си викаш, сега дај ми уште 3 пати ќе, така малку силен си. Се доека не дое пак. И утре дента пак кога дојде па истото, па леле не ми се излегува. Викам не. Ама веќе некако си го поминал тоа. Секој нареден ми беше страв. Сега се осеќам дека веќе не знам некако знаеш, не може да биде истиот страв веќе. Јасно ти е што е, нема од што да се плашиш, јасно ти си го доживеал, ќе го доживееш пак и тоа е тоа. Така што многу контра. Од контра го почнав. Требаше подруго да оди, ама тоа е. Но битно искуство ти е некоја, да. Имаш приказ на која да кажеш за се тоа. Да. Вака те прашам, дали имаш некогаш на сред театар, на сред представа искача твоја сцена, ти комплетно го забораваш текстот и скроз различно ја тераш цела сцена, дури не се сетиш повторно на текст. Еднаш ми си има случајно на пето одделение бев. И го играв Кочо Рацин. Кој знае што било тоа? Ја у пето одделение 11 години, ја не знаев ја кој сум, не па Рацин кој бил. И истражувавме со Весна, со глумицата, многу работи за Рацин, за ја да можам да сватам каков бил, како се однесувал и така натаму. И имаше, не знам, саат и нешто беше представата, ја имав кој знае колку А4 формат негови монолози од Елегии за тебе, што тоа се збирка една која што они ги пишувал, нели, дописките на Раца, и тоа се споено у едно. И огромни монолози кај што додека игравме сцени, кај што имам сцени со Раца, па со другарите негови и така натаму, секогаш на крајот од сите сцени ја останував сам на сцена и требаше да кажувам монолог што он ни го пишува во ноќта додека цел Велес пие. И Велес саспа, ја останав сам на сцената, еден монолог, па после уште еден и некаде на пола представа или пред крај некои 15 минути, не знам точно. Не ми текнуе следниот пасос, шо беше, па шо сака нека би. А проблемот е што кога игравме комедии, ја уште тогаш многу импровизирав. Ми текнуваа глупости, ако публика да се смееше, уште толку многу се активирав. Вао не можам да импровизирам, сега Рацин го напишал, ја не смеам да додавам ништо, нити па да одземам. Да. 40 и нешто секунди вака по сцената, напред, назад, напред, ја ќутам, публика ќути, професорија што се суфтери и тие ќутат, ме гледаат, стоат вака со текстот представа, си гледаат, мислат они вака, ја гледам едната професорка, одам скроз до крајот и вака ја гледам, значи она е у кулисата е таму и вака, абе, и ќутам и ја гледам и она вака ме гледа. Си гледам она представа, глуми тој пауза прави. Абе, шо, после на другата страна, одам другата професорка и таа гледа вака. Абе, викам, некој ќе каже ли текст, бе, шо стана работа? И само знам дека повторував, не знам цело време, не знам. И вака, одам, викам, не знам. Чути публика, ме гледа, ја. Кочо Рацин не знае. Абе, Кочо не знае, ама не знаеш колку не знае. Значи, толку живот не знаел, како ти кажам.
Леле се потам, вака и едно време се освести таа едната по македонски професорка дека не и свати дека нема човеков умира на сцена. И она почна, она не ме ни пратела по текст, кој знае каде е со текстот. Врти по тоа, врти вака, врти се слуша тоа, она како и само го најде, се не сеќам дали она или другата професорка, некоја го најде и оттаму ми го викна првиот збор од следниот пасус. Само еден збор. Го фатив тој, а ја мислев дека стојам 5 минути. Значи, мене вечност ми се учинеше горе. Она пропаѓа што нешто, не знам, ми надале паѓа. Дека после никој, па дури ни мајка ми не приметиле. Значи, ми викаат, не бе, викаш, не. Са не знам дали беше 40 секунди, така нешто беше, го имам CD-то дома, треба да проверам, да преброам колку време стоам. Ама ќе оставам и на сторија ако најдам, ама многу е смешно, значи, имав, тоаш Beatles ги слушав многу, имав таква коса залижена. Да. И ми рекоа, тогаш ишише косата за кочорацин, значи треба да имаш нели залижана наназад како неговата. Ни за кочорацин Битлси не ги издал. Не, викам косата шишење, никако ќе го играм ја рацин од душата, нели? Врска со косата и со косичето вака како Джастин Бибер напред назад. И на секој вртање ти се на секоја шишката само е джитка рацин овака. Не знаеш што е следно, заљубено у раца, тоа е. И нема дома им кажав, им викам, бе, луѓе, како бе, викам, не приметивте, немав појма шо правам, бе, викам, натаму наму бев цело време. Не бе, вика, ние мислиме, ете така треба, нели, дека ти сега пауза некоја па, нешто напред назад. Раци ние мисли, па не може да напише одма. Нешто сакаше чекори да пополниш за денот. Да. Нешто требаше ексерсајзот за дента. Да. Мускулите ги набилдаш на цели 11 години. Леле, шо тоа. И само тогаш и никогаш повеќе. Тогаш прв пат ме удри дека чекај професија, може и, знаеш, може и да се деси вакво нешто и треба да знаеш да се снајдеш. Проблемот е што во такви некои комични, отворени типови можам да се снајдам, да импровизирам. Негде не можеш. Кај Рацин не можеше и ама се снајдавме добре. Имавме добри суфлери, одма ќе ми каже, ама тоа. Ајде, битна професорка да ги најда станите, готово заврши тоа, свати што се случува. Сватија. Добро, 40 секунди, може и 40 минути да биде. Види, можеш и да прекинам тука, да кажам фала, видиш. Заврши кучо за мене тука. Да, така што после тоа кога отидов у гимназија, добив некоја награда, бев на рецитаторски со негова песна. И победив таму, ама сај више усредно кога бев таму, веќе знам бе и кој на коча, да. Више му врати тука. Да, дека тоа беше како едно извини на Рацин, затоа што му ја заборив претходно. Елегија за тебе. Што попрво би избрал? Филм, театар или стендап? Не. Или серија, ева, тука ќе ставам, знаеш? Не. Нема шанси, не знам. Ајде, не знам. Не можам да изберам. Треба да изберам за соедно да се... Не. Што, онака како ти понудат од сите 4, што прво би бил како? Ај поред. Ајде поред. Театар. Добро. Серија или стендап? Театар е прв. Филм е второ одма. Серија е одма после филмот, врзани се. Да. Можеш филм след серија, да. Стендап на крај, некако стендапот е суперсоник, што не ми треба премногу у животот, ми треба еднаш да го испукам, да речеме во годината, вака како што беше у Јане, еднаш само да го направам и да ме извози тоа јако и после да си се вратам на секојдневните проблеми во филмот, во театарот, да ги решавам и така натаму. И така што мислам дека стендапот треба да е последен, кој што ќе биде некаква ексклузива и за мене и за луѓето. Серија е нешто кое што е врзано со филм, да. и со продукција ме влече многу, така што најголемиот проблем ми е филмот и театарот, ама секогаш ми е театар прв. Бидејќи таму сум почнал. Да. Тука кај филм имаш кат, имаш да доловиш се, на театар си само ти. Да. Ми на филм си исто, ама театар секогаш е. Друго е. Имаш емисија, имаш продукција, имаш се, а што е најново што би очекувале од тебе? Најново? Маца сменам, ајде. Да, најново, па ајде поред. Ајде. Стендап ки има. Веќе сум во завршна фаза на новиот материјал за стендап. Ке има. Ќе да се дознае многу брзо и каде, и кога, и зошто, и како. Следно нешто е
конечно, нели добро, втора сезона на Виц битка, тоа секако ќе си тече од септември. Трите финалиња кои што се закажани сега за јуни ќе излезат исто крајот на јуни, ќе биде како завршница на оваа сезона. Конечно, еве сега одма после ова сум на состанок за една ситком серија која што ја напишав околу 12 епизоди, комедија на забуна, нешто кое што досега не сме го гледале, малку поразличен тип и од Преспав и од сите ситкоми кои што тука се снимиле, подруг тип малку, подруг тип на заплети и така натаму. И имам многу убаво чувство за целото тоа. Мислам дека ќе биде првиот проект на мојата продукција Новороденче, што ќе биде првиот телевизиски, филмски проект настрана нели од Виц битката која што е како шоу и емисија за YouTube. Конечно ќе влезам во оние филмски води и ќе направиме една серија која што ќе се емитува на телевизија и на некаква платформа онлайн. Имам убаво чувство за целото тоа. Режисерот нема да го откриам, затоа што ако го открием режисерот, мислам дека готово ти ја продав више. Да. Значи, ако ти кажам кој и него ќе му биде прво нешто вакво режирано. А е многу популарен, многу го знаат, нема да кажам, ќе ти кажам кој ќе ги изгасиме камерите, кој е. И мислам дека затоа имам многу убаво чувство, затоа што тој човек што му го прочита сценариото и кажа дека брат, ова е лудило и дефинитивно сакам да е првото нешто што ја ќе го направам од овој стил. Тука ми дојде мене најголемата самодоверба и пошто пишувам многу сценарија, ама за ова се осмелив да речам чекај, дај да видиме колку пари треба за ова да се сними, окей, дај да видиме кој може да го режира и дај да видиме кој може да игра и кај ние тоа би го снимале. Имаме екипа за снимање, имаме екипа колеги за глумци, имаме колку сакаш. Сите би работеле, сите ќе работиме заедно. Океј. Имаме активни спонзори, Дај да им го понудиме проектот да видиме што значи тоа. Ајде, кој читаат сценариото, им кажувам кој би били у екипата, кој би го режирал, тоа е тоа. Да. Така што сигурно нема да заработи од овој проект мојата продукција, ама ќе биде таква една скала за цела наша кинематографија, за конечно да тргне тој момент да се снимаат што повеќе серии и што повеќе филмови. Некаков буст му даваш на целата. Затоа тоа ми беше, мислам тоа ми и целта, затоа и цел живот сум сакал продукција. Ако целта ми е младите за театар да ги донесам во театар, преку тоа што ја ќе правам шоуа, скечеви и така натаму, и кој ќе кажам еве ме во театар, ќе дојдат ради тие шоуа и скечеви, и сепак ќе го посетат театарот и ќе ја кренам посетеноста. Ако тоа ми е целта таму, целта во продукцијата ми е не сите сакаат да гледаат. Тука е на другава страна е проблемов, зашто не се снима. Да. Таму ми е целта да го променам тоа, да почне што повеќе, да бидат повеќе продукции, да се снима што повеќе за едноставно да се крени и оваа професија, а и да се крени и расположението кај народот, пошто не може да гледаме, не знам, да ги слушаме, толку талентирани глумци имаме и ние им ги слушаме гласовите зад турските серии. Мислам, тоа е најтажното нешто што и си има на Македонија случајно. Мислам, еден Владо Јовановски ја да го слушам или не знам сега, не знам Владо дали синхронизира, извини Владо, ама нема врска, не. Не се закачи толку. Да, има многу гениални актери што само што тоа е добро е платено, синхронизираат, не ги осудувам нив, го судувам начинов до кој што дојдовме, дека јас треба еден таков калибар на актер да му го слушам гласот и да гледам тук глумец. Не сакам само да го гледам него. Значи, не знам, Тони Денковски од театар комедија. Врвен глумец, не знам, еден од моите омилени млади актери е Тони Денковски. Го гледам само у театар комедија, зашто што нема доволно продукција, нема доволно серии, нема доволно филмови и му го слушам гласот која надсинхронизира. Тоа е убиство на актерите што ми го правите, така што мислам дека за тоа ми има продукција не е на наш јазик, тука е најчесто на од околните држави да ти снима, Дали мислиш, како последно прашање еве пред Виц битката? Добро. Не сум доволно спремна за тоа, ама окей, ајде, добро, ајде, спремна сум 1-0 да водиш, добро, окей.
Дали мислиш дека има доволно млади глумци, посебно од помалите генерации, се кажат, кои што се доволно заинтересирани во глума, филм, серии во светот? Па, сега искрено гледам дека се помалку е интересот за ФДУ. Според бројките на приемни и така натаму, ние бевме 74 пријавени, така нешто. Сега веќе се по, не знам, 20. Што е многу малку. Мислам дека ги бие тој еден лош муавет, дека оваа професија не се заработува, дека оваа професија се работи од љубов, дека ќе трпиш за леп и дека нема ништо, дека нема вработување, дека се е со врски, можеш да се даеш у партија или така натаму, и тој муавет од генерација во генерација во генерација и на крај си го прави своето, да некој што многу сака, може да е многу талентиран, може и идни од македонскиот скаровец, ама на 17 години му предвојува во главата тој момент дека он ќе трпи за леп од сите тие муабети и не се одлучува на тој потек. Така што жал ми е, ама не гледам толку многу колку што имаше во нашите генерации и ние треба тоа да го смениме. Ние што сме млади, треба да им покажеме на младите талентирани актери кои што сакаат да бидат со диплома, да знаат дека може со тоа да се успее и дека погрешна перцепција имале сите оние кои што не успеале. Јас мислам така. Погрешна перцепција за професијата и мрза. Да. Две работи. Тие две кои ќе се спојат е многу лошо. Знаеш, кога тоа само катастрофа, кога чекаш само да се деси, а да ме викне некој. Нема да те викне. Треба дефинитивно. Мислам, дај Боже, нели, може да се поклопат коцките, да. Ама дека ти ќе лежиш на каучот и некој ќе ти се јави, тоа нема да се случи никогаш. Мали се шансите, мора малку да мрднеш, мора да се симнеш до доле, знаеш, до предзграда, до нешто, да направиш нешто. Да се покажеш, да кажеш име и презиме. Глумам нешто. Апсолутно. Да. Денешно време најлесно е да се покажеш у време на, не знам, на постарите генерации, постарите актери, требало само на телевизија можеш да се прославиш и морале да водат квиз. Ама многу е тешко кој ќе го води квизот, така, значи не може баш било кој. Да. Одбирале, телевизиите биле под строги контроли, мора да се знае кој ќе се појави на телевизија, не може секој. Да. И многу тешко било да добиеш некаков вид на шоу, да добиеш некаков вид на квиз да водиш. И така се пробивале Игор Џамбазов, Драган Спасов Дац, значи они работеле, имале сериозни, многу јаки улоги во театар. Меѓутоа, за да станат household name, за да ги дознае и баба ми и најмалиот внук, морале да бидат на телевизија. Да. И реално, кога тоа ќе ти се случи, натаму сакам да прашаш така малку по-стари и по-успешни луѓе од мене, чисто да ги прашаш дали се исплати оваа професија. Ако ти кажат дека не се исплати, мислам ќе ти излажат. Реално, тоа што многу солидно се заработувало, телевизија бил платен медиум. Се од денешно време може секој да застане да отвори свој медиум со социјалните мрежи. И ако е тоа така, која е трагедијата актеров да не отвори медиум? Значи, која е таа трагедија? Ама и многу плюс други можности се отвараат така. Апсолутно. Сегде може да најдеш можност. Таа е таа погрешна перцепција што имаат, што ти кажав. Ја бев првиот на ФДУ, уште на факултет бев што се појавив на социјалните мрежи. Не ми беше баш лесно, не ми беше баш сеедно, пошто знаеш малку подруго те гледаат, знаеш, ти си одма инфлуенсер. И ајде бе, оди таму, снимај се. Да. Ја пробував да им објаснам, луѓе, ова ти е иднината. Значи, ова е нешто кое што Џамбазов морал да се бори за да дојде на телевизија. Ти сега имаш телевизија у џеп. И са не, која логиката? Ама гледај какви фаци има, кој стаса снима. Па да, само ради тоа, која трагедија е ти да не го правиш тоа за кој што учиш за тоа, имаш школо, знаеш да се однесеш пред камера. Како ти да не го правиш тоа, а викаме гледај ги овие што го прават. Да. И лош пример биле социјалните мрежи, имало инфлуенсери што дадале лош пример на децата, пак окей, како ќе го смениш тоа ако ти не се вклучиш во тоа? Да, и ти не бидеш добриот пример. Дај му ти добар пример. Постани популарен, донеси го у театар. Донеси, не знам, извади книга, продај им книга на крајот од денот. Така што, не знам, погрешна перцепција имаат, а тоа младите луѓе ги плаши. Кој ќе му кажеш ти на млад човек, мене истото ми го вика. Оди бе, бегај, не се запишуј што ти е тебе, нема да имаш за леп. Добро бе, сакам професија и не верувам у тоа дека нема да имам за леп. Ама ако ја сакаш, можеш да го направиш, знаеш дека можеш да го направиш, што и ги имаш
се што можеш од тебе, сите позитивни карактеристики ќе успееш. Апсолутно. Види, ние имаме професија што, значи дедо ми вика, фрли го тој у Париз, без пари, без лична карта, джитни го вика. Тој ќе се снајде, ќе отвори ќе си земе вака едно крпче, ќе стаи, ќе почне пантомима да прави на плоштад. Ќе му остаат денеска сендвич, ќе си копиш. Да. Значи таква професија имаш. Ќе застанеш негде, ќе земеш микрофон, ќе кажеш некој шеги, ќе земеш некој денар. Значи просто не е возможно да оваа професија не можеш да имаш да трпиш да леп, мислам. Не постои тоа. Професијата е таква што може сегде да се употреби. Јазикот на смејата го знаат сите, јазикот на солзите го знаат сите, а ти се бавиш со смеја и со солзи и едноставно ти со пантомима можеш баш буквално ти кај сакаш фрли го. Сите знаеме добро пантомима, можеби не сме. Ќе сватиш нешто. Можда не сте исто говорно исти не сте, ама ќе се сватиш нешто со рака ќе направиш. И тоа моментот го дели само добра пантомима може да заработи одма за сендвич, ама ако таа добра пантомима некој ја сними и ја стави на TikTok или Instagram, па сними уштедна и му возможи на луѓето што не се у Париз да го видат и да се фасцинираат и да го препратат, тогаш више купуваш нешто повеќе од леп. Така што многу едноставно. Значи не е дека не е ништо, маркетингот секогаш бил врзан со нашата професија. И во време на нашите предци, на Прличко и на сите секогаш имало маркетинг. Тогаш бил од уста на уста, тогаш бил постер, па Прличко, па не сваќаш? Да. Јас секогаш го кажувам дека Прличко е најголемиот маркетер, он бил најак инфлуенсер у тоа време. Може да не сте мал get ready with me, ама нешто правил, да. Мислам, он бил господин, еден таков боем, човек кој што сите го сакале, сите го знаеле и он го знаел тоа. Значи он го употребил, убаво тоа, да. Има приказна кај што он секогаш им давал сликичка негова со потпис. Ако го сретнеш некаде, Чичко Петре, како си, одма чек. Сликичката, подписот повели. Да. Значи, човекот знаел што прави. Како сега што ние делиме флаери, така он делел слики од него, абсолютно. И не може ли сега у тоа време се сликнат, нели, со него? И он готови кадри има, так, ќе му подае, за тој се овековечил со неговата работа, он бил многу добар актер, врвен, можеби најдобриот у историјата што Македонија го имала. Ама ако бил само добар актер, можеби немало толку да биде приметен, он е од Велес. Не можело у тоа време да се успее, немало телевизија толку многу, немало, да знаеш, тешко е, имало актери од Скопје кои што биле сериозни и уште у продукции и така натаму, оне генерација со многу сериозен кадар. И он со првиот патувачки театар бега од Велес и почнува да работи на ниво на цела држава. И реално, ако некој ми каже дека тоа не е маркетинг, значи тоа тука се лаже. Само е во друго време. Тој бил во сите градови. Со други ресурси, со друго се, да. Тоа што можел да го користи, го користил. И станал, покрај тоа што бил најдобриот актер, станал и најпопуларниот актер. И го паметиме и ги вие анекдоти ги кажуваме секогаш за него. Ги знам и од Велешани, ми го има и Џомбазов кажано, ама знам и луѓе на кои што им дал сликичка подпишана. И денес генерацијски си ја предаваат сликата, си ја чуваат у куќата, така што сигурен сум у тоа дека знаел добро шо прави и дека и у тоа време постоел маркетингот и глупо е да се правиме слепи пред тоа дека професија ни е врзана со маркетинг. Факта. Да. Добро. Тоа е тоа. Многу ми беше мило, да, стварно ми беше многу мило, супер. Искрено, вака од се што зборавме, дефинитивно лик си, собствен карактер си, не може да се најде слично, бијќи имаш своја случка, ама секоја случка што ти се случува, ја памтиш. Бијќи знаеш дека понатаму можеш да искористиш за некаква прилика, нешто и дефинитивно имаш собствен карактер, не како овоја, како тоа. И ми е многу мило дека имам гостин Баков моментално кај нас во студио и дефинитивно мислам дека епизодава ми една од оние најомилените. Фала ти многу. Супер искрено, супер муабет и сето. Среќен сум ако е тоа така, стварно фала ви на поканата и
Кажав и него таму. Јас си стојам на располагање, да, се случува да сум и малку и во хаос и да биде и малку... Ма како на твоите дома се е окей. Да, ама се е окей, така што ви го почитувам многу подвигот и чекорот што го правите со целото ова и затоа и кога ми кажа, одма реков, мора да го поддржам и фала ви многу искрено за тоа што постоите како луѓе што го правите ова и фала ви што јас станав дел од вашата приказна. Супер. Ако сака да ги правиме виц битка, Ама јас сум спремна да изгубам, мене тоа ми е само страх. кажи ми ајде, да видам, ајде ти. Не, ја не можам. Да, ама чекај да го отворам сега. Не можам. Преска ги кажувавме и со двецата позади камера сидевме и мислевме кој е прифатлив за на камера, кој не е. Од тоа ми е страф. Ја во моментов немам прифатлив за овој формат. Па ја викам да рипнем една виц битка. Не. Имам еден така, ајде брзински. Ја викам ти да го пуштиш, ја да не пуштам. Еден брзински ќе кажам. Имам еден многу глуп. Ајде. Некна го прочитав. Не знам како не го знаев до сега и ме изненади многу виц. Многу е глуп. Значи слободно можете, а не се смеете. Ти кажи да ја го барам со бабата. Како се вика, а може и да го знаете, како се вика Марко, што е мрачен. Како? Го знае, Тонец го знае. Ајде. Дарко. Да. Ја го читам вицот, а викам нема шанси да биде. Значи мене ми текна Марко мрачен, викам мрако, веројатно. Дарко кога прочитам. Што ти е? Викам ненормално. Ја поглуп виц немам живот прочитам. Ти кажам. Дарко. Се насмеа готово. Тоа заврши. Не можам го гледам и само го чекам да го каже. Мене најглуп виц да ми биде кажан, само ќе се сеќам на тоналитетот и како некој да го каже. Нема шанса да не се насмеа. Ај прочита еден, имаш некој за 100% имаш. Со бабата? Ај. Иде една баба на преглед за урини, го носи во една Добро. чашичка, еве се каже. И докторот мртов ладен ја гледа и вика: "Господи, ова не е урина, ова е зејтин." Вака го гледа, ама насмејано од 6 до 6. А затоа се бале мекиците ми изгори. Тука завршувам епизодата. Фала ви многу. Брат, од сите овие војти е најприфатлив. Кои се другите, брат? Најприфатлив. Кои се другите, брат? Не се дишава. Кој? Не. Вака, иксот отома. Кат. Дечки, да заврши ке ти кажам. Тоа беше се од нас денеска. Со лифтот, Кира. Да ги изгасиме камери, ево ти толку е прегореа и да ми кажат другите вицови што се прифатливи или не прифатливи, не знам. Кој е по-неприфатлив? Вака нека завршиме, Да, тука завршува. Нема одјава. Фала и многу следна епизода, лайк, subscribe и све.